Добар ден, почитувана јавност, почитувани новинари. Денес ќе изнесеме два податоци кои упатуваат на блискоста на обвинителката Коларевич со моминско презиме Маркова со партиите СДСМ и ДУИ. Таткото на Коларевич, Павле Марков, е избран за државен правобранител од владата на СДСМ во 1998 година. Мајката на обвинителката Коларевич, Вера Маркова, во 2004 година од коалицијата СДСМ и ДУИ е избрана за уставен судија. Овие фамилиарни кариери на родителите во семејството Коларевич се цврсто поврзани со политичките номинации на владите на СДСМ. Прашањето е дали затоа обвинителката Коларевич за осомничени како Васко Ковачевски, Адријан Муча, Асмир Јаховски и други блиски до Ахмети, Заев и Филипче не постапувала со мотив да ја открие вистината, туку со мотив да го заташка предметот мазут тежок 167 милиони евра. Обвинителката Коларевич, која што е блиска до СДСМ и ДУИ, добро знае дека во економскиот криминал, како што е случајот со Тец Неготино, штетата се утврдува со економско вештачење, а не со изјава дадена од некомпетентен или подкупен сведок или вработен во ЕСМ. Ваквото селективно постапување им дава на една повластена позиција на осомничените Васко Ковачевски, Адријан Муча, Асмир Јаховски и другите, а го деградира владењето на правото. И самото ЕСМ во соопштение јасно кажува дека тие кои што биле испитани во постапката не биле ниту одговорни лица, ниту компетентни лица да проценат штета и да утврдат економски криминал со мазутот во Тец Неготино. Но со прекинувањето на истрагата за овој 167 милионски евра скандал, со силни индиции за перење на пари и тендерски криминал, станува јасно дека решението на Абази и Коларевич не е подкрепено со правно-обвинителски аргументи, но веројатно е добро подмачкано со прескап мазут. За да имаме владење на правото и за довербата во правосудството да биде поголема од 2%, треба и обвинителите да подлежат на професионална, на дисциплинска, па и на кривична одговорност кога има докази за истото. Дали Коларевич, како обвинителка, поради своји интереси и насоки од блискиот до ДУИ Ислам Абази, кои што доаѓаат од врхушката на СДСМ и ДУИ, односно од Ахмети, Заев и Филипче, ја сопреа постапката за овој случај вреден 167 милиони евра. Јавноста има право да знае, а Советот на јавни обвинители има обврска да се позанимава со професионалното или непрофесионално работење на обвинителите Абази и Коларевич. Ви благодарам за вниманието.